Ниту доаѓаат нови инвеститори, ниту пак постоечките работат успешно. Веќе 6 месеци наместо прилив има одлив на девизи. Во периодот од јули до септември одлеани биле 5,4 милиони евра. Поразителните податоци за странските инвестиции во земјава ги објави Народната банка. Падот кај странските инвестиции е резултат на тоа што фирмите послабо ја реинвестирале добивката, а имало изголемување на долговите меѓу компаниите. Во текот на третиот квартал од 2020 година вкупните директни инвестиции во земјата бележат нето одливи од 5,4 милиони евра, како резултат на намалената реинвестирана добивка за 37,7 милиони евра, при зголемени инвестиции во меѓукомпанискиот долг и сопственичкиот капитал за 24,1 и 8,2 милиони евра соодветно. Лошите резултати во последните 2-3 месеци ја придонесоа за 9 месеци во Македонија да влезат едва 119,5 милиони евра. Ова е една од најслабите години во привлекување инвеститори од други земји. За подсетување, пред само неколку месеци, премиерот Заев уверуваше дека во земјава ќе влезат најмалку 3 звучни имиња на странски компании. Најавите за вложување на IKEA, Volkswagen, Google, Facebook останаа само на тоа, на најави. До денеска нема никаква информација дека овие фирми направиле конкретни чекори за да инвестираат во Македонија. Премиерот уште пред 2 години најавуваше дека по членството во НАТО најверојатно ќе има потврда за вложување од овие компании. Јас верувам дека таквите инвестиции возможно да се реализираат во Македонија, со тоа што веројатно очекуваат Македонија да има сигурна и известна безбедна иднина со членството во НАТО и во Европската унија. Не само што во Македонија не влегоа инвеститори како IKEA, Google и Facebook, туку само во последниве неколку месеци беа раскинати договори со 4 странски компании, и тоа со германската Kessler, албанската Sagen и 2 турски фирми, Gemdak Lightning и Dogan Automotive. Имало договори, но тие не започнале со активности, па инвестициите беа откажани. И додека земјава тапка во место во процесот на привлекување странски инвестиции, соседна Србија полека се наметнува како лидер во регионот. Јапонската Нидек одлучи во близина на Нови Сад да отвори фабрика и да инвестира 2 милиарди евра. Инаку и ланската година, кога се уште немаше корона криза, беше просечна. Во земјава беа регистрирани странски инвестиции во висина од 326 милиони евра. За време на пандемијата беа регистрирани нови 46.000 нови невработени, од кои владата тврди дека само 16.000 луѓе останале дома како резултат на економските последици од COVID-19.